Ова е од даб О, правено. тен ми се сви. Да, добра е многу. Стериозни се овие, бе. Ова е 2 метра трапезариска од даб за клиент. Зијам труло дрво. Јако е да ти. Еве каква ама е. Добра е. Значи ја со роудбајк, у У бициклистичка, цело дело. у пицнат, со кацига, со наочари, влагам у пилана, так, со та штиклите. Тие ме гледаат вака ко ванземјанац. Се извинувам. Апла, се извинувам, они пила на цели стебла вриштат. Тик. Извинете, ја да прашам и вака ме гледа. Тежење е олово, значи 100 кила тежи човече. Два го товарам у астрана, Леле. легна вака гумана ќе залепи, не ми се ни затвара багажникот кратко количе. Битно ја радости најдов дрво. И носење дома у подрум. Ја ќе ја правам. Ти треба да го изработиш. Сега ја ќе ја правам масата. Жена ми уште край на раце. Ја ве кревам, не знам како. БК15 кај братот Апарел си имате 15% со нашиот код. Буклап епизодите и екстра додатни едукативни епизоди. Мораме и нешто плюс додадена вредност да пружиме. 300 денари месечно. Ви благодариме на сите што се зачленивте и што не поддржувате. Ајде, конечно епизодата. Два живота што те тера. Зашто толку сакаш за Што ме столарија интересира, бе? да збориме? Што ја имам работено еден период, многу краток. Заради тоа. Да? Да. Е, па, ај, Ми кажи. беше преинтерес. Ај прво моето што многу кратко искуство беше на еден проект. Добра? Само што откажав од кошарка, другаров што го држеше Маркт порано. Сум ти го зборал за здрава храна ресторант. Да. И он исто заедно бевме ние генерација од прво деление сме другари. И он ми вика случај кога се откажуваш, викам дај што работиш, ти дај се што треба, викам да не блеам, да не седам за џабе. Ајбе дојде ќе имам другарче едно, му помагам вика некој столаре, ја му наоѓам проектчиња, па ќе му помагаме ово она, ќе ни делиме, ќе правиме. Си завикам све што треба тоа, 19 години немаш појма како да. Уол. И ајде и на Сковин имавме во Сковин директорката му беше познаничка и преку нејзе си направивме ние оној како се вика не тендер него Понуда? ама што прават објавуваат што не ми текнува Не знам на што мислиш. кој ќе ја земе Е така да добро, ко тендер. кој тендер само за приват Да. и ние се аплициравме фино лепо ја имам 8 сата он на тие некои таквите чепкаше, не аутокат, него некој како се вика тие 3D го направи, го изрендерира, многу аматерски. Конкурирате за што? За сталажи за вино, извини. Сталажи за вино во маркет и сталажи за вино во ресторани што ќе ги дава. Океј. И сега ние на интернет бараме дизајнчиња и стварно многу интересни. Со едно такво за да не се сопнува, знаеш, за да не истече едно друго. Добро. И тие големи беа, стварно. И го добивме ние и за цена и за ова и за све. И ние немавме пари нормално. И татко му ни ускокна. И ни За даде материјали. за материјали, да. И сега ние идеме у Солопром, мислам, Богу и за леđа. И вакво сечење, онакво сечење. И се многу Таблите, да. да, типли научив таму што се да. дупка лепа код ова. И другаров сега многу беше разбираше и он со тој пица изле он. Случај под ваков агол, Да. тука треба да залепиме со вода и они ги дадоа спремни да ги склопиме само и кеашема. Да. И ги склопивме у гаража кај него во кисела вода, 5 испорачавме за маркети и 15 за ресторански. И од она Карпош 4 за принт нешто, како се вика, со златни букви Сковин лого ни дада. Ги лепевме сами една други, ги испорачавме со целофан такви испозлепени. И one and done беше тоа, по 7.000 денари ќар ни испаднал човек. И викам, Беше кул, интересно. не, викам, ова не е за мене. Ова не е за нас. Месец дена сум Премногу работа за малку за пари. 7.000. Сега види, на почеток сме биле. Добре, да, нормално. Да трне возот, а после не се знае, има цел бизнис, ама деца 19 години. И викам, брат, ова не е за мене. Батали, тури му пепел. Ја спорт ме интересира. Факет кросфит пост. Перфектен муабет за да разграничиме у каква тотално друга насока на столарија. Затоа ми е интересно што јас отидов малку натаму. Твојата е типичната приказна за 99% столарски кариери у Македонија. Твојата
патека би била понатака да почнеш да склапаш кујни, Да. склапаш Плакари. такви работи, и 90% од работата е шаблони во солопром, Да. на плочи 4x4, 2x3, и они на CNC машини ги сечат по мерка, ти ги даваат механизмите за конекции, ти си ги и ти фактички работиш Дупките склапање. ти се спремни, све ти е Дупките спремно. се спремни, се е спремно. Ти само треба да работиш склапање, да. силикон да ставиш и да ги фук. За тоа па и јас, иако инсистираш долго време за епизодава, една од причините зашто ти реков, ајде, добро. Малце бев хезитант, што има сега за ова збориме. Зашо баш интересно? Ама, необично. една од причините зашто сакам е за да покажам дека постои една тотално друга насока на столарија, што според мене е по-вистинската, по сировата, да. А таа е кога работиш со дрво. Тоа ти што го збориш е работење со готови материјали. Да, иверка, медијапан. Иверки, медијапани, кантраки, тоа е дрвен производ, ама е од пилани, пресован. Вишокот, пилевината, пресована, смоли, ово оно и принтови најразни за боите на ваквото. Мојата столарија беше да се работи со дрво. Оригинал, И тоа кај нас која во народ која се кажува, народот тоа го разграничува со терминот масив. Пуно дрво. Ја имам пуно дрво. Ја имам не знам, си купив трапезарија, ама масив дрво. Као ептен. Да, као не медијапан, него масив дрво си нарачав. И сега, како уопште почнам приказнава. Купивме, значи, сега последниот стан што ние, кај што живееме сега у Скопје, со жена ми, и нормално нема да имам ја удел во уредување, плюс што жена ми си е про за тоа, ама за среќа и двајцата уште пред да го купиме станот си знаеме за секогаш дека ако некогаш си живееме во убав голем стан, мораме барем едно или две парчиња од мебелот да не бидат рачно направени дрвени парчиња. Ама само изработени, не од тебе рачно. Не од мене. Како од мене што ја? Тоа е мисловна именка се уште. Каква ми јас сум у IT. Добро да разграничам. Тако, убаво. Јас сум у IT, столарија, може ко тебе вака сум помагал на татко ми да бушам, сум склапал икеи. Така. Тоа е столарија. Толку. Дури и идеме избориме со такви столари за кујната да ја нарачаме, за некое островче, за шкафови, плакари, такви ствари. Дури ја разговарам со столари. И ја нив ги прашувам, кажете ми за маса кај да купам, ама не од ова, не ќе од солопром да ми правиш плоча. Дрвена викам, сакам нешто орев, дап. Так. И сите ме гледаа како од Марс паднати. Као или ме гледа, што збориш бе? Или ќе ми каже, тоа огин, кај тоа нема шанси кај нас, знаеш, кај нас тоа. И од неколку такви добиваме одговор, ја и жена ми продолжуваме да си бараме. Прашуваме по продавници, стварно, или ќе ни кажат, еве каталог, ова од Италија, се нарачува странство, 6 месеца, 4000 евра, 7000 евра, волку 1000 евра. Маса. Па сега, знаеш, ја бираш убавата. Така бе, два, пака бе, многу бе 7000. Да. Ништо не е тоа. Ништо не е тоа. Добро. Ке ти стане јасно зашто. Ама нас тогаш ни беше, како не бе сега, глупости, кујната не кошта 1000 евра, за маса 5, уреду е. Ама не ми дава душа да купам медијапан или иверка маса и не купуваме. Цел стан нарачано, се монтира, се работи, немаме ни маси немате. Ни трапезарија немаме, ни удневна кофи тейбл немаме. А жена ми, ајде би ти што си запнал, не знам што, не може, има на дрво да седиме на трапезариска. Еден удел ја му станот и не ми го Тоа е. Јас ја замислив дека е таква live edge ги вика, кога работна масата е
како Јас. што било Цел. стеблото. Така. И Не, убави не се сум тие. видел. Вика, не, има life edge да биде крај. И вајда се заинатив доволно и си фатив ја, не знам како ми текна, идам ја у пилана. Звани, три си влагаш. Возам точаци нели на сегде и знам која имам поминувано покрај пилани. Така. Само што пиланите кај нас 99,9% се граđевина, граđевински талпи, Да, бе, знам. даски, четворки, тројки, двојки, тоа понатака греди, вакви, Греди, онакви, да. за градење. Така бе, така. Тоа е се пиланите кај нас. Тој има бизнисот. Ама сикаме, добро бе, го слушам дека он ги сече даските. Ке земам ќе влезам, ќе опрашам. И така на кај Петровец, на тренинг, значи ја со роудбајк, у У цело бициклистичка, дело. у пицнат, со кацига, со наочари, влагам у пилана, так, со та штиклите. Тие ме гледаат вака како ванземјанац. Се извинувам. Апла, се извинувам, они пила на цели стебла вриштат. Тик. Извинете, ја да прашам и вака ме гледаат. Да не залутат. Ја има ли шанси по нарачка да ми исечете ја како ќе ви кажам? И овие што ќе кажеш? Повикаме се ако овие даскиве тука што ги правите, само не го сечете, викам, еднава страна, нека биде така сирова, и викам, Бановица. и да не биде така 4 сантима, да биде 10 сантима, викам, дебела. Вака ме гледа, зашто ќе тебе тоа, дечко? Па викам за маса. Каква маса? Па трпезариска маса. Не бе, нема Па, стандарди шанси. си има. Не бе, ме вика, нема шанси. Кој ќе ти ја прави? Викам, ја ќе ја правам. Ај, вика. Ама има ли ше, еве, викам, не се замарај, еве ќе ја прави. Другар ми ќе ја прави Не се столар. замарај, викам, дали, еве го дрвово, викам, колку кошта? Колку ви кошта? Кажи, ќе платам, колку треба. И изгледа му кажав, ќе платам колку треба. Сега ќе вакнем овој. Извадија таму нешто, урачунаат, прават глупости. Ки сечеме, ајде вика, дојди наредна недела, ќе ни дојат нови стебла. Аха, ти дрво од нив взимаш, дирекс. Ти се свија бендисо едно? Немам избор за тоа. Уште не знам дека тоа се белборд, дека е тоа овакво, како си каже, како ги викаат кај нас бе? Тие даски, кое дрво е? Немам појма. Боре, белборе, ама Добро. имаше меко дрво. Али такво кој што сакаш. Не, уште не знам ја А, како. не Јас знаш. само знам дека ќе биде дрво, уште не разбирам дека е тоа меко дрво, граđевинско Така, дрво, аха. дека е мокро дрво. Ау. Ништо не знам. Дојде вика наредна, а ја доаѓам па тренинг, доаѓам Пак и со ете го. штиклите. Ете го стеблото и стеблото дебело колку пола маса. И сикам добро таман, значи 2 половинки Ќе ги такви споја. ќе направам и ќе ги како бук. Така, јасно. И му кажам, окей, добро, викам, значи една станата ја исечете, другата оставете го како што е стеблото и 10 овако. Добро, дојди утре. Колку кошта толку? Смешно, кој 2-3 ледарки денари, ништо. Од 7000 евра што ги не вува. Ама тоа е целата маса, Јасно. ова даската. Метар и 30 да биде долго. Добро, идам ја тоаш имав со 3 врати Opel Astra, Аха. мала кола. Да, она GTC опет се како. Е, таква. Ама не беше ОПЦ, тие беа 2008, перформанс, ама 2009, GTC, да, 2007. И идам ја со Астрата и тие спремни вака 2 парчиња, сега. Тие ти се како искача од пиланата, тоа не е мазно. Ао, Тоа е не да се изгребеш крвишта ќе се направиш пикнат вака ако дрвца, поведеш. јас. Ама спремни таму тежење е олово, значи 100 кила тежи човече. Едва го товарам астрана Леле. легна вака гумана ќе залепи, не ми се ни затвара багажникот, кратко количе. Битно ја радости, најдов дрво. И носење дома у подрум, ја ќе ја правам. Ти треба да го изработи. Сега ја ќе ја правам масата. Жена ми уште крена раце. И ја ја кревам, не знам како. Крена раце, не, ја ги донесов тие у подрум. У подрум немам струја. Нема штекерче, имаш сијалица, ама онака за Јасно. цел подрум. Иначе имам подрум на зграда подрум, Знам. кај што имаш
цел подрум И твое делче. однака Јасно решетка. бе, да гадни не подруми пет. Или у нова зграда. Мета Рипол, нова зграда, Значи посаглам. по салам, подрумот, Мета Рипол на 3, нешто така. Толку бе, толку. Јасно, знам тачно. Таму јас стајни, Да фрлиш точаци стари работи. така, ѓубре. Вајда не сте го ни користеле вие. Празно Тази беше, уште уселени. беше празно, да. И ја ги гледам сега тие двете вака, добро, викам, ова треба само да го мазнам ја, шо? Значи шмиргла. Иди у бриковаш, Та. Или шмиргла. онаква. Абе, хартија. Хартија, шмиргла, врати се, си викам, ја ќе ја фатам шмирглата вака со рака и ќе шмирглам, свирки, ова ништо не прави. Враќај се у бриковаш. Да, Има има шмиргли што се лепат на држачи на рака. Мора се да е рачно. Врати се, шмирглај. Онаква бе, та. Што шмиргла како едно... Ма таа е електрична. Да. Или Немам струја, немам штекер. Ќе дојдеме Заборев, ќе добро. дојдеме до штекери. И? Голем дел месеци е на рака работење. Периодов у мојава Ти столарска наоѓаш приказна. миргла прилагодлива за на рака. Без за без струја. Обична хартија Само што се за лепи нешто на така на рачка. како пластична рачка, си ја Боле хват захефтуваш. да имаш. Това е буквално рачка, вака. Пикаш онакво, Така. и доле шмирглате, ти колку лесно. Шмирглај, Ау. толку тоа за 2 минути шмирглата не Нова. работи, више се пуни. Добра, значи треба поише, врати се, туце волкаво, шмирглај. Што викаш, друже, јас со шмирглите пак. Леле, че не знам колку дена ја шмирглам, јас само едната страна, па не ми се свиѓа, некако меко е, некако не е убаво. Не е кој што си го Ајде, замисли. Google. И тука почна се, туторијали, не со шмиргла, друже, прво со hand plane. Тоа е. Сега, од тука па натака, па едно обраќање до полицајците на македонскиот јазик, нема македонски зборови. И еве лична анекдотска приказна зашто нема, затоа што така зборејки понатака со еден столар, ја му кажувам на англиски каква машина сакам да нарачам и машината се вика planer. И он нормално ме гледа ко од Марс паднат и ја му објаснувам што работи. Дебе кажи ја на нашки што? Плана. Како е на нашки? А Брихтер. А Брихтер е германски Германски, не? збор, бормашина е германски збор. Така де. Значи нема македонски зборови. Дали ќе кажувам германски зборови или англиски, исто ви се фаќа. Така што да ми се фатите со Fuck тоа, тако, fuck off више со англицизмите и си го браните јазикот. Нема, едноставно нема. И на англиски ја почнав да си учам. Туторијали, книги, свашта. На англиски, рачната алатка се вика hand planer. Тоа е едно парче железо што има неверојатно остар рап и се брца во едно исто така како долгнавесто држаче. Па више кога гледаш на компјутер, ја ќе искористам. Ова е Аха. hand planer. И ова е желевцето што се става внатре и тука може да се подесува и ова од доле Така, на така. површината е птен мазна и има 10 см долги, 30, 40, 50. Тоа е неверојатно остар и тврд нож. Е со него во многу порапидно се мазни површината и ова ми беше првиот буквално е ова. Првиот алат ти овој. Е ова прво во црно. И среќа го најдов на некој бит пазар, бувљак нешто такво, на старо го најдов. И првиот рачен алат, и добро. Умеѓу време, паси отидов у пилана, си купив осмица профил греда. 8x8 греда, тоа ќе ми бидат ногарките. Така. У бриколаш си отидов, железни ќошиња за под прав агол да ги заштрафам ја гредиве. Буквално купена греда, ја сечам толку и толку сантима со рачна пила, ја мерам, нема штрафење, нема џоинтови, нема склапање, ништо, на плочата заштрафени со обичен агол, вака како украсно едно ковано желевце. 4 такви ногарки,
После ми текна како да ја сменам нијансата на дрвото, идам прашувам ова све, прашувам у продавница, прашувам по луѓе, никој ништо не ми одговара, пробува изгреши, бајц се викало, јакиот македонски збор исто, бајц. Тоа е пигмент за дрвени површини кој што само му ја менја нијансата, нема да покрие боја, ти ќе продолжиш да ги гледаш влакната на дрвото, ќе ги гледаш чворовите све, само што ќе му даде друга нијанса, наместо светло жолта, може да направиш кафеава, црнкава, зеленкаста, така. Најс. И така имав некој орев, дап, нијанса замислено и купуваш ти орев, бајц, мачкаш црвено. Ѓубре, ајде шмирглај од поново, мазни од поново. Не ми се свиѓа, гадна бојава. Ај, не си нормален. После дознав многу ствари, се тоа било затоа што дрвото е мокро. Не прима ствари. Дрво за работа вако треба да е сушено, идеално најдобро ако си е сушено онака надвор природно 2-3 години. Има комори кај што можеш да го забрзаш сушењето, И за колку? неколку недели, Бе, добро. ама пак можно е да има pockets of Од мокро. влага. А уствари оние природните тие се ептен. Природно сушено, тако Сечено, изработено. наредено, оставено години на мисири. плац и 2-3 години си мисири и 10 и 50 години може да дреме тоа. Тури не дое столар да си купи, ќе доеме и до таму. Ама бајцот не фаќал за тоа што е мокро. Шмирглата тешко. Шмирглата не шмиргла. Ама битно ја склопив, за жал не најдов слика од таа маса, за тоа што за кратко време почна да си се свиткува, вака да Зашто? Затоа што Се суши како што е дрвото? како што се суши, не се суши рамномерно, се суши горната површина што побрзо испарува, долната не, и почнува и се поише почна масава вака, че ти скриот чиниите не може да рамно да стојат. Битно неколку месеци, таква убава масивна дома дремеше. Ја направив ова. Страшна гордост. Да, сами Ама се свија. како почна да искриува, рачуна јас сум више навлезен и ова е тука Трайл ранот помина. страшна пасија. И веќе гледам што се дешава, умеѓу време дознавам мокри дрва, вакви онакви, добро, значи треба си најдам суви. Кај се наоѓа? Жена ми вика, ај више, ако саш па да правиш, бар да ти дам желба, да имаш малце. И окей, trestle table, тоа е као UK кружна да биде, Ама се темна. неправилни. не да биде Кружна правил. елегантна, нема лај веќе ништо, Аха, ето. елегантна, кружна, темна, со комплетно бели ногарки, ама не е ногар, него постолје, како една централна ногарка, и- со крст, Так. диагонален, што оди Јасно. надоле и ја држи целата маса така. Све заборавам дека уствари сега сме на врзан компјутер, па можам само да ти покажам. Аха, Trestle table... само округла, не ваква. Раунд. Готово, знам каква. UX-ови виеш. Види ова. Аха, добро, готово. Ова е апла комуата маса. Истата, така. Топ. Види го постолјето како Да, е. јасно. Добро, викам, жено, постолјето нема гајле, кидам ќе купам суви стари греди, ќе ги средам. Рачунај, меѓу време ја купувам рачни алати, еден куп, си правам колекција. Од рендиња, од специјални такви тие плочките што се ножевите, па прилично аматерски систем на оштрење на тие истите, ама пили неколку и умеѓу време почнав да читам и на тоа и многу ме завлече источниот начин на јапонската столарија, без користење железо, без шајки, без ништо, се да биде на рака праено и самото склапање да биде Тоа уствари што е. джоинтови се викаат тие, Зглобовите. зглобови. Ама дрвото научување дека имаме ние магазин, складиште што увезува хај премиум Материјали. материјали,
дрва за изработки вакви. Масив. И негде у Ѓорче беше, идење таму, афричко сапел, махагони, American Ash, Black Walnut, White Walnut, значи ореви, дабови, ама за разлика од пиланата кај што нати го од стеблото какво е, па дали испукало, дали било дали било сушено кој што треба, дали е warped, искривено е цело. Вамо пиц пец беа? Пиц-пец, па не се мазни, пак се излезени, ама добиваш, например, 30 ширина, 5 дебелина, 4 метра должина и е пушка права. Можеш да си играш со него. Геометриски е многу по-прецизна, Така. за да не губиш многу при работата. И ја на рачувања такви, и на рака. Си ги мазнам дома, значи ова е брат пред 8 години има. Има 8 години, таа ден денес е дома масата. Нема мрднат. Нема. Исто е мазна. Не се опишо. Важно уште работам у подрум. Како се ја да ја сечам кружно таа? Умеѓу време, батериски алати, Така. идење у Макита. Они имаат, нормално читаш ревјуз, тоа што е најдобро, што има најмногу, бла бла бла. Long story short, идење у Макита, наоѓам застапништво и на Макита. И многу, ајде да не кажам се, ама огромен дел од целата серија производи што име на батерии, купување. Значи, збориме од рачни циркуларчиња, пили, аголни пили, бормашини, хендплейн, ама електричен, Така. за мазнење побрзо, шмиргли, циркуларна, вибрацијска, кружна, лента, се на батерии. Ти значи цела работилница си опремил. И у подрум ја праење микроработилница, испонаредени све, тука Цакум пако батериите- аптека. Па не баш, не сум до толку цакум пакум. Многу сакам такви решени Столар. салати. Ама си закачуваш вака едно шајче, си правиш како не макетичка, како помошно алатче. Значи ти си правиш екстра даска на која што монтираш пила, која што ја фиксираш у центар и која што полека За ја буташ за да си ја исечам ја кружната и тоа си ја правам со И ти батерија. успева од прва? Да. Или не можеш да сгрешиш тоа, или можеш да сгрешиш? Можеш да сгрешиш многу, ама многу читав, не можам. Мислам, можам више да ти опишам, ме знаеш колку сум болен, рачунај дека немаше видео туторијал на YouTube што го немам видено и дека треба неколку пати да го поминуваш. Значи, јас спушташ пилата 3-4 милиметра, сечи, Си правиш пат. спушти пила, таа е батериска, нема толку сила, а махагонито е страшно цврсто дрво. Нема сила, мокност нема да сече пилата. Така. Или ќе го гори. Тоа све е бесконечно финти што ги учиш со занатот. Ама што се деси? Затоа што беше на батерија пилата и мора да идеш полека и ја спушташ тамо 3-4 милиметри и полека ја буташ она, сече. Батеријата се истроши. Врати Пуни. се дома, пунија батеријата си. Нема струја ствари доле. Немам доле. А пуњачот за батерии горе у стан. Иди пуни. Ајде, врати се у Макита. Дајте, само батерија може ли да купам? Да бе, ајде, дај 3 батерии. Пуњач, пунам. Една се пуни, јас сечам и така на неколку наврати иди надоле нагоре и јас се. И праење 50 кила е само тейбл топот. Махагони. 5 сантима дебело. И го исече перфекција. Перфекција е кружна дома. И овде, кај што треба кант, на пример, како е Нема дрвото? кај дрво е. Така, Ти го гледаш крајот на дрвото. Кога осетив јас со раце што значи да допреш мебел правен од вистин, го допираш дрвото. Не ќев ни лакови да мачкам. тоа не мачкаш. Не ќам лак да мачкам, затоа што тогаш го допирам лакот. Лакот остава слој. Слој. Јасно. Не. Уле, восок. Тоа е природни некој има. Да, има. Ке доеме до целиот, ке еден од
проективе што ќе ти ги листам понатака, ти ќе ми кажеш кој сакаш, цел walkthrough ќе ти направам. Сега повеќе Почетоците. кариерниот дел Да, на бе, патот како се движеше од подрум. И рачунај дека ја тука И ја готово. премачка направи ги тие ги фиксираш. Умеѓу време си ги направив, Гредите? тие лесни беа, си ги стецкам, тие беа лесна Да, геометрија, видов. Так, димензија, се лепат вајда. уште не бев јапонски без штраф, па тие ги прицрсти Имаше, со штраф, лепаче ово оно, ја подправ и таа со штраф, че ја И прицрсти. таа не мрда, а? Кака е направена, таква е дома ден денес. 8 години, не 8, уште 80 ќе тера, ништо нема да ја биде. И ја јадете. А by the way, после многу проекти, ја кога ја гледам денес, И наоѓаш мај. вредна ми е како прва таква, ама каде левел 1 од 100. Ке Аха. видиш што ја правено понатак. Ајде. Важно, зацапувам скрос. Зацапувам ненормално многу. И ја како што сум, Каде ова време со точаци, со мочаци? како си бе идеален разговорник, еј! Само што сакав да објаснам како воопшто бев во ситуација Ја тоа за времето ми е преска, че бара ова. Морам да подобјаснам малце и IT делот. Затоа што така ќе ти го одговорам и сам си го одговорив прашањето зашто па толку многу ме завлече. Аха. Оти не ме завлече мене како интересно хоби. Ја духовно исполнет се осеќав, јас се осеќав како о мај гад, човече, јас Сигурно има meditative state. Ау, па Што си тоа е во фокусиран? името после. Ке видиш името. Ја открив друга димензија на живот, ја открив дека имам неисполнет простор у душата, колку многу ме исполни работа со раце, Како што треба да биде. која што можеш да го видиш делото на крај. И да кажеш ова излезе од моите раце, од таков и таков труд и сега ќе трае генерации. Тоа таква длабока духовна вредност ми направи и ја почнав да си се запрашувам, че зашто бе и одговорот е следен. Природата на мојата професионална кариера, кој што имам кажато неколку пати, јас сум во IT, ама по-конкретно, јас сум во страшно специфичен дел во IT, што мене дури колеги во IT не знаат што работам. Значи, дури и од IT индустријата, мал процент на луѓе воопшто можат да разберат само од насловот на мојата професија што работам. И за тие што разбирате 20 души, Cloud, Data, инженер и админ на Enterprise, кластери и слично. Нема на родена мајка не можам Нешто со сервери. на никој не можам да објаснам што работам, освен на тројцата во фирмата Што знаат? кои што знаат што им треба и ги вработуваат и малку сме у светот такви. И ја по некој си случаен пат у мојата IT кариера, после неколку години обично програмерско работење, си се специализирав у тоа. Зашто го кажувам ова? Затоа што моето професионално работење делува, не можам ни да доловам на колку апстрактно ниво. Толку многу абстракции има мојата секојдневна работа од реалноста, што буквално живееш у измислен свет. Значи, ако замисли само колку многу абстракции имаш од телефон. Треба да разбираш што значи интернет, кабли, мрежа, физичкиот аспект на мрежата, па серверите, па сателитите, па уредите, па микрочиповите, па машинскиот јазик, па програмерскиот, све тоа од 1.0 битови во силиконски чип, машински јазик, програмерски јазик, дизајн, визуелен слој, па имаш информација, па бази на податоци, групирање, па релации измеѓу бази, па базите на сервери, па перформанс, па 100 милиони јузери у минута да им се извршува незамисливи нивоа на абстракција е моето секојдневие. Ти си вајде еден од оние реткине што го разбираат како си пуштаме слики преку воздухот. Се. Тие сликаат, стигаат. Нешто го разбират,
Тоа ти е уствари. Што прави вака? Нешто се стиснало. Ама кај мене? Да, окей. Што вика Џо Роган, вика пуштам слика преку воздухот и ти слика на телефонот. Како го преме? Ти си вајде еден од ретките што разбира процесот. Еве уште попластично ќе ти објаснам. Јас сум еден од ретките што е одговорен, што не во денешнава работа, у една од претходните фирми, одговорен за ти кога правиш трансакција со кредитна картичка. Да, знам. Да биде каде и да си у светот завршена под 5 секунди. Така. И еве ти са нивоа на абстракција. Арно, ама фирмата што го прави тоа, сваќа дека годинава ќе порасне премногу и ќе Mastercard ќе процесира 1.000.000 трансакции у секунда. Што треба да се дешаваат на некој сервер. Така. Да, негде тоа треба, не е така магично. Негде треба, негде се запишани тие трансакции. Така ти кој идеш и кој си вадиш извод од банка, не е тоа магија. Тоа е негде запишано. Некако работи. Епа негде се случуваат 1.000.000 трансакции у секунда. Тоа се случува во база на податоци. Тие податоци се запишуваат. Јас сум одговорниот за тоа да работи. Мене ме вика тој, ми вика, слушај, денес имаме 1000 трансакции у секунда, ама треба да правиме 1.000.000. Кажи што треба. Јас сум тој човек. Не е ова фалење, него ова е мојата реализација, моето сваќање во тие денови на столаријата, дека јас сум страшно секојдневно одсечен од реалноста. Иако теоретски јас си знам кој е продуктот и резултатот од моето работење, тоа не го заменува фактот што јас имам дупка во душата дека немам физички што да покажам дека сум сработил. Ти сега што го кажа, пак нема те разберат 99%. Така, ај ова со трансакциите па има врска, ама имало фирми кај што големиот ташак ако не ти работи, сваѓаш? Или ако не ти работи, нема да светот нема сопре светот. Да. И 90% IT работи се тоа. И програмерите, големото чудо дали е жуто копчето. Сваѓаш? Да. Многу од време и така си поминуваш низ burnout, вака, онака. Арно, ама, и заради природата на таа работа, немам многу е флексибилно работното време. Поеше си на таскови. Јас станав премногу добар. И едноставно... Ти дава 2 недели, ти за 3 дена можеш да го сработиш. Да речеме 11 така. 11 дена се слободни, рецимо. Имаш Лупам се, месечни проекции, да ти можеш да ги завршиш за 15 минути и сагаш ја... И у подрум столарија прави. Да. Ама го имам кажано ова и на други епизоди. Арно, ама, може да се случи 7 дена поред. 7 дена од сабајле до вечер да не спиеш и у Америка плюс дојдеш. И да, качи се на авион, летај сега, ово оно, и на крај да ти кажат, леле, фала ти многу, сега заштедивме 160.000 евра месечно. Ти сега... Од нареден месец не ни требаш више и се бари си работа. Тоа се дешава поредко, ама меѓу редови ти кажуваат, окей, сега ќе продолжиме ние да те плаќаме, само за да те имаме кога и да ни требаш. За не дај Боже. Така што у суштината на мојата работа, платата моја е ја да им бидам available на фирмите. Али кога те викнат no questions asked, одиш. Кога те викнат нема тоа болен. Millions on the line. Да. Millions, буквално millions. Баш пред некој ден у фирмава сега кај што работам, буквално со 7 минути работа, заштедив $16,000 месечно. На фирмата. Indefinitely. Седнав нешто, увидов и им кажа, дечки, зашо ова може вака да го направиме? И демо некоја proof of concept и правиш, стварно бе, подобро. Значи, и тоа иде на клаудот плаќа, бла, 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 и ја правиње на скрипта, пуштање. Значи, може да изгасиме тоа. Да, гаси, $16,000 мање секој месец. Цело време. 7 минути работа. 12 по 16,000, колку е тоа годишно? Така бе, јасно. Ти да 190. 200,000 евра. Заради тоа, јас имам доволно слободно време,
а и дупка у душата дека не работам. Корисно се лепим, ги споиш. Не се осеќам убаво. Абе, useless. Useless. И ете, случајно искочи ова со дрвава и ја на оѓање и тука забегување. Од подрум ја решавам да најдам просторија некаде за работилница А да што правам. ти е следниот чекор? Работилница за да продаваш? У овој момент, Да. оваа фаза. Да почнам, Си викаш, сакам да идам на пазарот да излезам. да, Добро. има потреба, се продаваат се повеќе нови станови, има се повеќе, да речеме, Модерни млади луѓе, Модерни што сакаат млади, малце ван при солото. побогатички, што сакаат вкус, сепак Да бе, има дупка на пазарот. Моно Зеро постоеше тогаш. Така. Моно Зеро беа единствени што правеа такви маси, иако и тогаш и ден денес мојот вкус не одговараше со Моно Зеро, затоа што они скоро исклучиво правеа со железни ногарки. Аха, ти сакаше ти Ја се сакам да е дрво, не икам да има Така. железо. Мене дизајнот ми е цел дрво. И ја решавам да најдам просторија и таму негде у Лисиче, у едни бараки, си најдов првото работилниче, 5.000 денари месечно беше кирија, имаш штекери и некои... Најважно струја. Па да ти кажам колку студивцево беше. И наоѓање половно еден абрихтер. Абрихтер е плейнер. А не, тоа ми е тука. Тоа Вања го е имаш тој првиот слика. тоа е оваа машина. Тоа е оваа машина. Аха, Ама ова е новата машина. ти си купи ваljа Јас една југословенска, зелена, тешка 100 тона, на старо најдена, ја носеа со кран. И шо преја брихтерот? И сега, купување брихтер, ќе ти објаснам све. И шо прави све, извини само за да не си го прекинам текот. Важно, се испуни целата просторија со брихтерот, купување мала table saw, значи циркулар, не Така, рачен, туку е новака мини, Тој врти и ти проаѓаш. да, Така, ти ја добро, влече, тие има, се тебе. има граничник Јасно, од јасно. страна и ја Сум ги буташ видел. ти даската, Готово. врти циркуларот, сечеш, таа од Макита исто си ја купив. Здраве, исто и он у IT почна Дупка да доаѓа популно. да ми помага и со него заглавување и он си доаѓаше редовно, ја упорно го Ти го- прашував. Човек, зашто доаѓаш? Што да правам дома дремам, знаеш? Интересно е ова, помагаме, креваме талпи. Не знаеш колку убаво продуктивно се осеќавме, човек. И плюс да ја правам наредната маса за дома coffee table. Level up. И после почна и за дома проектчиња, и за другари, за пријатели, за роднини и после некое време ќе И за непознати. Да. Само уште да спомнам дека спомнав уствари ме заинтригирува источната култура и едни двајца култни ликови во светскиот столарски свет. Сем Малуф е американец и Ние Малуф Джордж Брадерс да не, Sacramento Kings што го има. не друга. Малуф е либанско потекло Тај, па и овие презиме. се такви. Па затоа либанци се. Па и ово е либанец. Не, ово е По кафеави. либанец е, ама е столар. Столар, например, на левел да прави rocking chairs за амерички председатели. Тоа е врвот. И врвот на столаријата е да направиш rocking chair. Ако успееш да направиш rocking chair, значи Идеално да е. клацкална дрвена пред фотеља. куќаша има од амерички филми. On the Ама, porch. чекај, мора да ја видиш. Неговата? Сем Малуф rocking Ете, chair. прво го да. Видија. И ова е на рачно. Пичко мате. Видија. Со аглите со све. Видија, човече. И ја, на рачување, 3 книги од Сем Малуф. Биографија, Сем Малуф Work, Добра ствар. и таму у 70-тите ли која работел као бил дел од
така некоја група такви артизанс што ептенго почнале цел тренд во Америка на handmade custom woodworking. Сем Малуф ми е идолот Столарскиот идол. и Џорџ Накашима, кој што е јапонец велја. во Америка, архитект, но и исто трендсетер во ваков тип на дизајни. И сега ќе видиш каков Па јапански стил е ова. ова е. И сега зашто ти го покажам, затоа што ќе го видиш влијанието понатак. Така. Еве го Накашима Маса. Ова може да е $100,000. Тоа ќе прашам. Да. Посебно затоа што е Накашима. Он е починат, керка му го има продолжено. Како јапанската Мислам, традиција, нормално. Важно, ја ги читам Сем Малуф, Џорџ Накашима и уште неколку и сваќам дека резонира најмногу со мене филозофијата на столарството, да биде чисто дрво све и ако може да не искористиш ни парче железо, односно штраф, шајка или било што во дизајнот, крајниот продукт, тоа е уште поголем врв. И мене ме води тој идеал. Успат читам и некои источни филозофии и у не знам која книга Садана зборот ми искача, кој што потекнува од санскрит јазикот, у Индија, коренот е сад, односно значи да to accomplish, to achieve or to succeed. И са зборот Садана може да се и во контекст на спиритуални пракси или во дисциплина или во процес или во mastery. Пример, во религиски контекст Садана refers to disciplined practices or techniques aimed at attaining self-realization или spiritual progress. Self-discipline, it denotes the disciplined effort required to achieve mastery, whether in a skill, a craft, or a field of study. Ја го читам ова Тоа е тоа. и сикам Садана Woodwork Studio. Facebook page, 2-3 слики и почнаа нарачки да стигаат. На Facebook. Да. Сликите што ги ставив неколку се од Твојата маса дома, вајда? мојата дома Втората, мислам, успешната. и умеѓувреме направив за другар детски кревет. Мислам, голем кревет, ама за детето. Нормален сингл кревет, 90 на 180 и кофи тейбл. Они ми беа први клиенти. Си плати за материјал, вајда. Поздрав до Гордан и Наташа, само материјалите си ги платија и они беа првите што дури ја им се чудев како ми дозволија за свое дете у детска креветот да им го прави некој што току почиња да прави ствари. Ама им реков, сакам да биде од дап, сакам да си нарачам, да си купам убаво дрво и они, окей, бар материјалите, покрија материјалите, ги направија ден денес, нема мрдната тоа, и ги направив такви неколку сликчиња. И уште само да дополнам дека таа мини работилница траеше неколку месеци во Лисиче. Од 5.000 денари. Да, ама тоа беше комплексна како бараки повеќе. И истиот газда што ми ја ренташе таа, а има друга до мене имаше огромна 100 и нешто квадрата како халичка. Тука и материјали да оставиш. Празно, дури многу лоша состојба беше. Не, као available за рент по друга тарифа. И неколку месеца и мене почна мало да ми станува просторов и ја отидов, викам, не, дај ми ја ти мене големава хала. И таман ти е таа? Таму, и јас се селам у големата просторија, дупло поскапо рентата. Пази, не ме интересира дали ќе има нарачки. Ја одамна си знам дека моите хобија у животот коштаат прилично добра сума месечно, и точаци, и теретани, и атлетики, и витамини,
Ја по неколку стотки евра месечно сум навикнат да си фрлам за хобија, така што кога ми се чудеа сите, добро, дали си тачен 200 евра за кирија да даваш сега за што плюс уште неколку илјади евра отидоа само за посебна електроинсталација, подлога, зидови, ја му направив ремонт на просторот, тоа беше дупка Услуга беше. си му направиш. И нарачување идење ја кој увезува професионални машини. Ја најдов фирмата и нарачување ова. А Брихтер, кој што служи на сировата талпа, Добро. да ја измазниш само едната страна. Толку. Плейнер е од зборот plane, односно рамнина. Да направиш една рамнина. Зошто? Затоа што тоа е најважната работа во столаријата, да имаш две референтни површини под 90 степени, под перфектни 90 степени. Перфектна рамнина, без дупки, без warp, без никакви виткања, од овој ќош до оној ќош да биде перфектна права линија и да е перпендикулар и паралелно и прави. Тоа е И тоа го возможува Тури машина. не го воспоставиш тоа, проектот ти е суден на пропаст. Затоа што се акумулираат микроскопските грешки. Како што ја купуваш талпата, првата референца што ја правиш е да ја измазниш едната страна, едната површина да биде перфектно мазна. И тука на средина у машината има едни ножеви во спирала што ротираат, не знам, 20.000 пати у минута, и страшни несреќи се случуваат ако не знаеш како да ракуваш. И буквално само ја буташ со рака даската врз таа спирала која што дзирка само дел од милиметарче Кај што треба да сече. ван оваа железнава површина. Јасно. Железнава површина е перфектната мазна површина. И ова е точниот модел. Јасно. 41 е ширината што можеш да ја поминеш на талпата. 40 сантима. Што можеш да купиш 40 талпа, што е нестандардно широко, и да ја пуштиш на Брихтеров. Зашто? За да добиеш перфектна мазна површина. Зашто? За да ставиш square, правоаголен ленјер, перфектен правоаголен ленјер, за да ставиш на ќошот. Еве ми ја перфектната мазна и сега на ова да ставам и да видам дали е перфектни Дали 90. луфтица имам? Ако не е 90, сега имам нова референтна мазна површина Така ќе луфтат. што се лизга на граничников на машина. Сега ново добиената мазна се лизга на граничников, а спиралата сега ја мазни оваа страна. Граничникот и површината на машинава е под перфектни 90 степени. Ти мора да ја наштелуваш. Пичко. Ти ја штелуваш и сега таа и таа страна ти е референтно за се понатака. И кога ќе ставиш друго парче тука, и кога ќе ставиш друго парче тука, или кога ќе мериш, кога ќе правиш. Тука ако е 89,99 аголот, после 4 пати мерења, ќе ти искочи луфта на масата, ако ќе спојувам ја поише даски за да ги спојам талпиве, за да добијам трпезариска што е широка метар на 2. Нема да ќе има дупки. Ќе се гледаат. У 100 се мери. Пичко мак. Значи се мери во 100 со шублери. Кога мериш со шублер, 100-та ја мериш. Мора на 100-та да си точен. До таква прецизност. А Брихтеров, Зашо не е за мене работа? друга машина е thickness planer. Тоа може и да е друга машина, ама оваа истава е и тоа. Односно, Две во едно е. под оваа површина што ја гледаш горе, има простор доле кај што има фидер, кај што можеш да прцнеш ти. Тука е вака, ова е издувно кај што ти после ставаш црево за да
шмукуваш ѓубрето, Екстра пилевината. глупостите што лета. Еве го овој кругот го гледаш, тука Да. вака тука измеѓу доле, Аха. талпата што прво си ја измазнил, Добро. за да добиеш првата референтна мазна површина, сега таа мазна површина ја превртуваш и она оди на мазната површина тука внатре, за ножевите да ја направат перфектно паралелна с противната страна. Перфектно мазна, но и перфектно паралелна. И затоа се вика thickness planar. Значи мора да имаш рамнина и талпата сега другата мазна страна мора да е перфектно паралелна на оваа мазна Пичко страна. матер. И така си, значи си ја добил првата перфектна страна, втората перфектна страна, третата перфектна страна и на крај мора да ја завршиш четвртава, дали на ова или пак ја вратиш горе да ја измазниш. Тоа е тоа. И сега имаш 4 перфектни по 90 И мазни колку време ти страни. одзима ова? Ово одзима. Што колку одзима? Па перфектна рамна површина да направиш. Или ќе го укладаш. На талпа од 2 метра, што е широка 20 на сантима и дебела, да речеме, 4 нешто, и ти сакаш да ја доведеш, ти со секое работење, мазнење, губиш од дебелината, така, да. имаш некоја целна дебелина. Аха. Ти ја купуваш талпата од 5, за на крај да добиеш маса што е дебела 4. Така. Па не знам, може пола сада да ти земе. Една талпа. Па добра, мислам. Една талпа. И такви 10 и даре, има. Не работиш столарија за да се брзаш. Јасно, јасно. Чисто ме интересира. Нарачување значи ова и нарачување ова. Ова е таа, добро, готово, знам. Ова е sliding table saw. Значи, ова е другата. Ја прво имав Така, едно така, мини вака малецко. Само едно, без овие странични Да, глупости. ама ова целово сега, Ова е да наместо се ти да ја заглавува. буташ даската, ја монтираш на Така бе, да не исечеш на прашти. шинава, ова е како шина Така, и она целата вози. И таа рачка, вајда, можеш ти. Да, и ти со рачката си буташ и ова се вика Кајката. sliding table saw, лизгачка маса циркулар. Да не исечеш прсти. Нарачување ова, австријска е фирмава, Фелдер е фирмата, Хамер е моделот, стигна и у халата. И Најбољи така, алат имаш од сите си имал. ова, да, ова. Добро, има неколку фирми што си... Ама фирми, не луѓе, поединци. Не. By the way, on top of 150 други алати. Да. Умеѓу време ја Макита ме знаат, Шајка си. од Мептен ме знаат таму. Брато. Да, ми се јавуваат, ми стигна ова да не сакаш. Еве го е будала. Да. По набавни цени зимам, сега, Еве ги овие спајки, тај иде погоре? ова е процес на праење плоча. Еве една талпа. Ето така. Еве друга, трета, четврта, пета, овие се стеги. Така. И сега гледаш зашто мора да е се перфектно. За кога ќе се спои овој рап. Така, нема. Па еве забележи ја масава. Да бе, да. Да бе, еве ги, Различна една, маса. две, да. И сега види перфектна линија е. Да. Мислиш дека е истото дрво. Да, стварно. Па за да го постигнеш тоа, еве зашто треба да е Така. перфектни тие страните. Сега ја ќе ти скролам нешто од моите проектчиња, ова што најдов, еден стар хард диск најдов, кај што сум си зачувал некои слики. Ова е таа маса што збореше првата. Не Не знам. првата, а Која? втората. Па таа втора успешна, ама не таа кругла беше. Масите од дома ги нема тука. Добро. Ова сега се веќе проекти. Ова ако те интересира, ова е на здраве. Аха. Ова е трапезариска на здраве. Намерно сликав од доле, затоа што да се види Да е механизми. тука веќе нема штрафови. Да, се гледа. Јаш има спојка со типла, лепак и тоа е тоа. Перфектно исечени слотови за да влезе едната во другата. А масата е уствари ова. Ова е на здраве трапезариска. Па добра бе. Ова е на здраве трапезариска. Најс. Ова е деталче од една голема кофи тейбл. Еве ова е махагони. Од ваков материјал е мојата трапезариска дома. Така. Ова е кофи тейбл, ама голема, метар на метар, како дневна да ти стои. Така.
некои 70 на кила тежи ова. Со полица доле, оваа за колега ја правев на работа и тука исто нема шајка, нема штраф, нема ништо. Деталчиња за прецизности колку иделе. Јо е добро. Ова е друго кофи тейблче. Тука малце си играв со геометрии. Јако изгледа многу. Тука влегов у една фаза на играње на рамнотежи, да ти личи дека нема да е стабилна, ама дека е уствари многу стабилна, исто тука нема ни една шајка, Тука нема се гледа ништо. да без глобови како влагат едно С глобови тука како влагаат. Ова е цел дап. Ова е од дап правено. Тен ми се сви. Ова ми е денес дома, во дневна. Чекај, мислам, да, еве одгоре како изгледа. Еве Life Edge. Да, добра е многу. Ова е дабот, значи. После почнав да си ги со едно шо гори така да си ги резбам со Дана Како во трофеј. студио. По 2017 бе. Да, ова е 2007. Ова е на Гордан и Наташа која ми Coffee нарача table-от. Coffee Table. Сериозни се овие бе. Ова е 2 метра трапезариска од даб за клиент. Гледаш на кашима влијание. Да бе. Прави агли, геометрија. Иде. Чекај, горе имав да видиш кој ми беше процесот дека ја бев малку по-спонтан Од цртежите? столар. Ова ми е идејата. Ја цртам вака у тетрадка, после 100 обиди, едно друго, ова е некоја друга идеја за некоја фотелја сум имал идеја. Ова е масата и после почнам да работам. И ја како работам, така прецизирам, мерам, шеми, правам шаблони и така малце по спонтано. Креативно. Со грешки. Еве Малку како е. изгледа. Ова е веќе во другата просторија. Ова е првата работилница или Ова е втора? втората. Чекај, да. најнакрај имам од еве го сопчето прво. Да спомнеме дека е аспиратор многу важна работа. Премногу прашина се кога се работи и многу е важно квалитетот на воздухот да го одржуваш во работилницата и затоа ти треба индустријски аспиратор. Ова е тоа во ќошот со вреќа HEPA филтер и црева има вакви цели, гледаш доле. Да. Што се монтираат на самите машини, на швирглите на машини. Еве стара Брихтер, еве го. Зелениот. Еве го старијата Брихтер. И како испуштува тоа? Да. На другава машина, ако го виде одводот, кај беше? Погоре. Доле су се. Од таму уствари ги шмукаш. Табе ствари. од овие, Да. Кото цилиндрите. Значи, ја ќе ти ги излистам и после ќе фатам една од од почеток до крај како И оди. добро, шо бидна со бизнисот? Сега идеме Тоа на крај ќе кажам. Како растеше? Уште ли расти или не? Значи, У новата си сега? појма немам. Чекај, не знам зашто ме прашаш. За бизнисот? Бизнисот почиња нарачки нон-стоп. И рекорд Non-stop. некој месец? Или Не се замарав замарав со тоа, не се замарав со тоа, ама стига трапезариски се нарачува, комоди, И ама е добра комода. вакви комоди се нарачува, најчесто, знаеш, такви работи. Еве го Ова е креветот, еве го креветот, сингл единачен кревет, па после ова е деталче како да стегнеш. Значи сега што се случува? Оваа долга даска Добро. ги спојува двата краја, Да. двата спротивни краја на креветот. Ама не е заштрафено ништо. Даската влегува низ ногаркава. Да бе, гледам. Влегува низ, а во неа има друга дупка, Уште едно што кај што со две спротиставени под агол парчиња дрво, вакви, Добро. затоа што се они под агол, како ги набутуваш, они така прават тензија Така и нема кај да и бега. стегање. И колку повеќе ти ги набутуваш едно од друга, така они го стегнуваат крајот Така. и така се држи Колку прецизно ова Целиот. треба да се исече. до 100-та. До 100. До 100-та. Многу поубаво се гледа таа идеја на една друга
една друга трапезариска друг маса кревет што некој. ова е друг кревет, ма е малце накашима тука дизајн. Јас пробувам други дизајни. Ова е едно интересно детаљче, butterfly се вика, кога Так. имаш пукнатини. Затоа што јас се водев по тој дух на дрвото да биде во што поприродна форма, не икев многу да поправам фелери. Така. Сакав и клиентот да го сака тоа. Да сака фелерче, да сака пукнатина. Да Сега не е некогаш правилно. тие пукнатини имаат ризики за структурата на целата го е маса. системот. Ова може да Да расцвета до крај. расцвета до крај и се прави едно вакво пеперуче, што ќе ги држи. Гледаш исто до 100 мерено. Пичко, мать. Еве, на пример, зијам труло дрво затоа што сакам да го експонирам тоа. И јако е да ти. И ова е coffee table за клиентка што го сакаше waterfall ефектот, значи ова е Да. сега ќе ја видиш масичката. Еве каква е. Добра е. И сега ќошот е, ти кога ја гледаш, како дрвото си продужува, ова е истата талпа, Така. само под 90 пресечена. И by the way, тука нема шајка. Ова нигде не го држи шајка. Ни штраф, ништо. И гледај сега види, фали ногарка, Да бе. ама се држи без проблем. И намерно тука трулиот аспект, ова е орев. Тоа е орев, еве еден друг играње со геометрија. Глеј, Да ти. како стои долнава полица. Па и нутра евам. Ова го држи, ова влече, ова бута. Еве исто water, ова е double waterfall, има и од оваа страна, има и од таа страна. Да ти. Ова е coffee table. Еве Еве го системот. Што ви кажа овој оној подкастерот ми ја правеше масава. Баш ова е за вратучетками. Овој ми е на еден од подрагите проекти. Трапезариска маса, еве ја гледаш даската што ги држи двете ногарки и нема шајка, нема ништо, вакво. Ова е тоа што ти кажувам подаго. Да, јасно. Колку повеќе го начукуваш ова парче надоле, толку повеќе ќе се набива во Така. овој дел и ќе го бута овој дел натака, а од оваа страна па има жлеб што не дава. Ова е, значи, од Томи за Јасминка, преточетка ми е еден од најмилите проекти, еве го. Да си бе. Ова е трапезариска од орев. Орев кој што тој што ми ги продаде талпите, ми кажа дека е стеблото како што растело, ова сега го гледаш и ја гледаш историјата на стеблото. И овие едни црни линии што се имало пожар. Во шумата имало пожар и тоа прстенче, нели, како што додаваат прстени дрвата, тоа прстенче е црно. И после дрвото се генерирало нов прстен и нов и нов. И негде во историјата на тоа дрво имало пожар. Да си бе. И знаеш колку има историја во овие работи, колку еве одгоре масата. Видија, ова е улје и восок. Ни лак, ништо. Трапезариска. Ова беше веќе времето кој имав и за странство. Ова е трапезариска што отиде у Швајцарија. Да би почна и нарачки за странство. Ова е трапезариска огромна, масивна, 2 и нешто беше на метар. Ова доле метал или не? Не, дрво. My design. Дрво. Он неко заварувано личи за тоа. Нешто со сликата и прашината, да. Дека е црно дрво. А ова е на рака направен профил. Вака постепена кривина. Ти профи си бил, да ти. Одбери едно, за да ти направам степ бај степ, ти интересна е причата како се креира една од почеток до крај. Па еве оваа најомиленава. Која ти е омилена? Со жлебот. Мене таа погоре. Која сакаш ти? Уште едно погоре? Трулата? Ова, најака. Добро, окей, супер. Треба се пуни тоа? На 10%. Добро, гледам масата, знам како изгледа. Се почнува од набавката на дрвото. Чекоре. Да го набавиш дрвото. Спомнав, И ова каква рече дека е? ова е орев. Орев. Арно, ама, ова не е од
магацинот кој што увезува премиум ламбер. Не е тој од Ѓорче? Не е тој од Ѓорче, затоа што таму е, например, за орев можеш и 2000 евра за кубик да даеш, значи само за материјал. А кубик, А колку ти треба за ова? па ова може да е четвртина до третина кубик. Така. Сега ќе стане јасно, многу ствари ќе се разјаснат. Кога купуваш ламбер, се купува по кубик. Ама, ако го купуваш кубикот во таков премиум ламбер, затоа што го мерат, талпава е 4 метра на 20 сантима на 5. Пута, толку посто од кубик е цената, и оваа една талпа ќе те фати 200 евра, 300 евра, 400 евра. Затоа што за да попуниш ти цел кубик дрва, не знам, треба да земеш 20 такви. Ама, кога купуваш таков премиум ламбер, имаш минимална загуба кога ќе го работиш понатака. Затоа што, нели кажав, Не се искористува целиот материјал. ама од премиум ламберот огромен дел искористува, затоа што се они добро исечени, сушени, прилично рамни и доста дебели. Ако не ти се дава толку многу пари, а и сакаш малце експериментални проектчиња си правиш, идеш или у пилани, што не сите имаат ореви и дабови. Чам се викаше. Чам се вика градежен ламбер. Добро, немам. Ова е чам. Греди, талпи, даски, 90% од пиланите е чам. Тоа е бел бор. Така. Дрво што расте брзо, високо и е прилично рамно, многу лесно на пилана, може да се прават градежни материјали од чам. Од чам не се прави мебел, посебно не премиум мебел, затоа што тоа е меко дрво. Што значи меко дрво? Ако стиснам се вака со ноктот, еве го Ќе остане. Ќе остане. Ова нема шанси. Орев, даб, махагони, јасен, јавор и тие се тврди дрва. Тоа е бетон, ма каков бетон, тоа е појако од бетон, тоа нема оставање. Тоа машина ти треба од 5 конјски сили за да го сече, сваќаш. Некои од пиланите имаат и такви. Ореви и дабови. Арно, ама кога идеш ти у македонска пилана да купуваш ламбер, ги сечеле као ги сечеле, ги остаиле као ги остаиле, се сушеле као се сушеле и ти ќе купиш талпа од 4 метра, пола ќе ја фрлиш. Аха. Значи или има црви, или е јадена од црви, или е толку трула и чворосана, што треба да е ова сега што го гледаш. Да, бе, доле, да. Ако не е специјално имплементирано во дизајнот, Нема лезет. ова го сечеш и го фрлаш. Да. Ама он ти го мери. Он го мери, он ја гледа талпата и зима со лењер, 5 Најдолга, сантима, да. 5 сантима, 4 метра, пута толку. Ова, и ширина. И затоа што е life edge, ќе ја измери кај што е најширока, оваа ти е пола метро, на 4 метра, на 5 сантима, Ќе така. 10 такви, ете ти кубик, добро, ама кубикот е 1000 евра. Аха, од таквите. И ти ќе купиш за 1000 евра кубик орев, кубик даб. Ама крива е, има дупки, треба го фрлиш лайф еджот и пола ќе фрлиш. Така. Пола ќе фрлиш ко ништо. За овој проект беше од така земено, одбрани и тоа не упилана на оглас. Пазар 3, орев, талпи, ово и возев до Прилеп. Прилеп, оставени така, неколку талпи, си ги купив, си ги товарив и си донес, одека се 4 метра, си ја земав батериското циркуларче и на лице место ги сечам на 2 метра, оти Шкодава ми собира 2 метра, тоаш више ја имав Шкодата. И 2 метра Шкодата, талпите натоварени, од Прилеп се враќам ја. Тоа ти е талпата. И сега прво рафкат и правиш. Си ја донел таква сирова и
да ја донесеш да личи на талпа од пилана. Значи, страните да ги исечеш, од прилика димензиите грубо да си ги сецнеш, со креда си правиш грубо димензии, окей, масава ќе ми биде околу 1 метар долга, широка толку, вака, да, со креда и со циркулар или тука на земја, така, чисто многу грубо, со 2-3 сантима секогаш вишак во мерењата, за да ја доведеш до некоја работна димензија, за да можам да ја ставам на брихтерот, да ја ставам на плейнерот, сваќаш. За да видам колку е крива, каде е крива, дали е ќошевите, па нешто на рака мора да поминеш. И ќе ја направиш талпата така. Па зборевме за референците. Една мазна, друга мазна, трета мазна. Па ајде после дизајнот, па сечеш, па аглите, ќе ја направиш вака како што ќе ја направиш, треба да зборевме и за мазнење, нели, со рач, и после тоа ја пак инсистирав, иако ги имав шмирглите сите на струја, секакви типови на шмиргли, ја пак инсистирав на крај да поминам Ручно? со ручниот плейнер. Затоа што умеѓу време специјално нарачав од Јапонија камења за оштрење. Знаеш како шмирглите имаат 60-ка, 120-ка, 200-ка? 2000-арка, 5000-арка и 10.000-арка. Шмиргла за оштрење ножеви. За мазнење дрва. А Шо прво, било тоа? дијамантска плочка со едната страна 300-ка за брзо шмирглање, а другата страна 1000-арка за уште пака за воспоставување на аголот на the cutting edge на Така, сечилото. Дали е 17 степена, 19 степена, 25 степена, се има врска од типот на дрвото, дали ќе прави, дали има мате. чвореви, нема, дали ќе правиш европски стил на мазнење, а тоа е да го гураш алатот, или ќе правиш источњачки стил на мазнење, а тоа е кога го влечеш алатот. И тоа има разлика. Дали и различно изгледа. Алат за стилови. Алат за дали ќе ја мазниш Ваков или таков? путајки, или веќе- има различна рачка и различно поставен агол на ножот, за да ја мазниш влечејки. И ти кој го бираш? Јас сум источњак, јас Ти сум влечеш. јапанецот и ножеви посебни. 40 минути е оштрење нож. Значи ја сум ја завршил масава кој што ја гледаш. И шмирглана е. Никој нема да примети дека не е готова. Готова е. И шмирглана со 300-ка дори. 60-ка, 80-ка, 100-ка, 120-ка и не смееш да рипаш. Так, Ако рипнеш од постепено. 60-ка на 120-ка, Така, ќе се така. приметуваат. И мора да идеш по инкременти од 20 и така до 300 ги носев ја. За кога ќе допреш да свршиш. Значи да не се опишува допирот. Ама ја затоа што од литература, од теорија јас знам дека микропорите се пополнети со микропрашината од шмирглањето. И не икам да го има тоа. Таа се отстранува со ножевите? И тоа мора со нож да поминеш, за да Тоа. опираш исклучиво Нула прашини, нула ништо. микроскопското влакно на дрвото. Пичко. Зошто па тоа има врска? Затоа што ја не ги финиширав со лак. Така. Ја ги финиширав со уља и восоци. Ја не знам како ќе реагира таа микропрашина после 100 години на уљето и на восокот. Не е исто, са едноставно не е. Јас сум садана и тоа е. 40 минути, значи јас сум ја довел Ти го до... оштриш пешки? Да. Или се сетира, негде се оштри тоа? Се сетира пешки, си имаш шмиргла станица, уработилница. Станица по јапонски стандарди. Столче ниско, водичка, резервоарче, ножот, под агол и на 300-ката. Жм, дури не пушти тако како црно едно. Па го на светло, со маркер го правиш и на светло на рефлектор. И како знаеш дека е оштро преоштро? На крај, на допир,
треба да Влакна? паѓаат влакната. Или на допир, или на допир на ноктот да се закачи. Толку оштро. Да. Не се нема поостро нешто на планетата. Катана. Катана, да. Катана, па тоа се јапонските техники на оштрење. Со whetstones. Затоа што ти кога шмирглаш на јапонскиот камен мора да е мокро. И ти капеш цело време водичка. Разбираш? Ау. На ножот. А затоа што па тоа е железо, на крај па има едно како парче ткаенина потопено у една друга специјална маст за да си го замачкаш, за да не раѓа се, да го заштитиш железото на толку шмирглање, а и тие се специјални или шведски или јапонски железа. Важно, ја дента знам дека е последниот чекор на мојот проект, а тоа е да се мазни масата и 40 минути од 300 до 10.000 ја да си го спремам ножот. И вам да си ја поминам оваа површина што ја гледаш на масата. И од прилика волкава површина и па треба да седнеш 40 минути за да го шмирглаш. Пичко матер. Така што за на трпезариската маса Многу педантно треба да е пицајзла или само проаѓаш и иде. Не, пицајзла не видена. Ти медитираш, ти си исклучен од реалноста, ти си 40 минути у ножот. Тоа е мантра, замисли ти, жм, милион пати да поминеш. Под перфектниот агол под кој што сакаш да го остриш. 19 степена, знам дека за орев, за таа дебелина на ножот, на тоа влечење, ми треба 19 степена, ја го воспоставувам аголот 19, со маркери проверувам на рефлектор цело време,оштрам дали кај се поминало, па го допираш од другиот крај, па има кожи едни, ако бр се вика тоа, да не забегувам. Важно, еден погрешен потек на 20 степена да си го држал ножот, да е сваќаш. Нема да е толку оштро. 40 минути ти мора да си тука. Ама мислам, тоа ајде оштрењето. Шмирглањето. Исто и тоа е пицајзла. Да. Таму веќе се со материјалот. Мора да си еден со дрвото. Тоа знам дека звучи превише кринч. Ама мора да си one with the wood. Затоа што ја го гледам сега. Знам кај ќе поминам. Ова ми е меко парче, ама гледам дека ќе има чвор. Не смеам да имам да ми сецне нигде. Да трзнеш. Таму кај што ќе ми трзне, Ќе се направи зрцка. ќе направи зрцка ножа. Да. Се ова е 2 метра. Ти мораш 2 метра Цело. смут. До крај. И тоа вади еден слој. Микрон. Треба да е прозирно. Прозирно е вака и како одиш и вака искача прозирна хартија. Како газа. Ај. Толку е. Јасно. Микрон во микрони газа, се мери. Како газа парче вака искача и го држиш и така. Пак ти физички треба тоа да го зариеш. Да. А тоа починува. Значи почнува. Има некој граничник за тоа? Не. Тајната е во почетокот на движењето. Значи почетокот на движењето е Што ќе фати да. Так и готово, се фати тоа. да, И ама па после Не смеш мора да стиснеш. не смеш да Не смеш да кренеш. ништо. Иста брзина да одиш. А ако знаеш дека те чека чворче, таму пак ќе треба да запнеш, ама запнувањето не го заебе движењето. Страшна уживанција. Ја не би можел никад Страшна тоа. уживанција. Ќе ми пукне курот за 1 минута. Го правиш тоа и тогаш е спремна масата за финиш. Финиш се Финишинг се восоци и вика улја. Улја и восоци. И Тоа што луѓе го лакираат. тоа што луѓе го лакираат. И тука исто, низ многу фази поминав, нарачував од интернет и имаше едно време, после дознав една продавница кај нас што носеа такви ствари. И тука има исто цела наука. Ставаш прво многу улје, па само го бришеш вишокот и оставаш да впие колку ќе впие. Па пак треба да внесеш, па да стаиш за да го упие тоа, за да видиш дека веќе не прима, па после тоа восок, па после тоа го полираш восокот со микроволни, со Beyond 5000 е веќе тоа, за да го полираш восокот.
И ако сакаш, прескапи беа тие, ја никош не го направив тоа. Има еден нано layer слој на protection што можеш да го правиш, нека посебна хемија е тоа, ама ај тоа само За друг ден. околу за информација. И тоа е тоа од прилика. И сега како прекина бизнисот? И значи ја почнав да си примам нарачки, се повеќе. Како стигна таа Швајцарија на пример? Ме најде на Facebook. Наш Наша од Швајцарија беше посредник за клиенти таму. И она сакаше да тргне да почне да бизнес. извезувате ви. Да. И ние направивме импорт-експорт контракт и мојата Садана беше фирма лиценцирана за импорт-експорт. Она беше како посредник да продава маси таму. Она да ги нуди. Она ги нуди. Ти ги изработуваш? И ја направив ова, после направив уште една, ама веќе тоа беше, ја више знаев дека На кај ки ова идете? веќе премногу станува работа, а не пасија. Не го уживаш више. Премногу обврска ми стана. И така се клапна неколку ствари, коцки клапна. Исто на Facebook од нигде негде ми пиша еден дечко, сакам да чиракувам кај тебе. Работел по нафтени платформи, собрал многу пари, ама знае дека нема да му биде животот тоа, eventually треба да се стабилизира со Со тие живот многу у пари Скопје. треба нешто нормално. И сака да прави нешто и ми кажа унапред као ја ќе доам со цел да некогаш си бидам јас тоа. Така. И мене ми се најде ептен у тој момент и се заработив нешто и на работа, сменив работа, па многу ме бараа таму. А имав pending projects, као неколку нарачки што чека, и ме Веќе бара, ти ќе седат. бидели месец, два, три. Он дојде, него ќе го обучам, он ќе го догура, ја ќе доам, ќе довршам, ќе го направам. И така поминаа неколку месеци, ја му кажа, викам, абе слушај, супер си, ти и онака ми кажа дека сакаш да го правиш ова, еве и сам гледаш, ако го правиш сам од нула, глеј што треба правиш. Ако си за, еве ти го топтан како што го гледаш. Со се машинериите од Австрија, со се све, еве, Со види ги договорот, колку шефот, коштат, улисиче. знае он све, со се халава, комплет, бизнисот е готов, дури викам и И експорт имаш. дури и Facebook страната ќе продужам ако сакаш да ја држам у живот уште некое време, ако стигаат нарачки, само да им давам контакт од тебе. Така. Еј, важи, супер, се договоривме на добра сума и он си го купи тоа комплет. И ја така го затворив. Па на крај Садана ќар се го испаднаш, брсува. се вика. Што е ќарот? Не е ќар. Па добро, машини ово, она си продал, не е дека све тоа отишло удризла. Евенчуали. Не е ќар. Ќарот е моево Скилот. искуство. Да, јасно се Ќарот разбира. е неописливата духовна исполнетост што ја имав ја. И сега способноста што ги знаеш работи. Да, сега све знам. Сега кој ќе идеш, немаш ти пара да му да забудеш. Освен овие огромниве индустријски, мене тие рачните алати сите што беа, тие не ги продав, сега нема рачен алат, не така продав, да е. макитите, батериите, тоа све ми седи дома, пили, длета. Ако некој сака јапонски камења за оштрење, нек ми се јави, оти со истите можеш и ножеви даоштриш. Тоа е цела наука. Пиши само, човек има YouTube канали за оштрење со милиарда views. Не знаеш какво е медитаторско, човек си го гледаш, некој јапанец вака, И капе педантен. водичка Да. и само го влече и после онака хартија држи, ја сече хартијата. Сакаш, или Јас. оставен патлиџан без да го придржуваш, вака стои на Го маса проаѓа. патлиџан и вака само си го проаѓаш. Ја тоа си го имам праено, Како бе толку оштро, незамисливо ми е толку оштро. катана. Браво. И од тогаш нема ништо на тоа пак. О, тогаш Икеа, штракање дома, креветче направив за керка ми и така земав, Крип. земав бука
готови профили, четврки, петки, креветче, ама онакви нешто најубави на детски како кукичка, личи на кукичка. Јако. Како рамката на кукичката, тако креветче за дома. На викендицата ми се најде многу, работев. Ја на викендицата многу дрварија имав таму си работев. Тоа беше после. Ја За свој продадов. кеф. За мој кеф си правев на викендицата раз. Многу мебела и таму падна. Па топ. Ама таму не беше премиум ламберот, ти знаеш, викендица, чам, ово, оно, знаеш, повака граđevinски. Функционално да. Ама маса вештините не е си твоја? ги имам. Ова е моја маса, да. И таму има уште една. Да. Ама добро, вие се Добро, ова не е нешто пуно. е готово. Нешто е готово, ама нешто меревме, склапавме со Младен заедно. Ова е од тоа време, да. Некој репроматеријал остаен. Па ете ти искористено, гледаш? Да. Например, чисто која беше разликата за на здраве масата, таа е затоа што и он беше Чирак. скоро секој ден со мене и он знаеше што значи кога ќе работевме ваква маса, што мука паѓаше. И си сакаше он, плюс и си сакаше да биде по премиум, неговата беше од American Ash. Јасен е тоа. Аха. Амерички јасен, отидовме назад у Таа премиум? премиум ламберот и си го одбравме, ајде бе, кај го помина, или на здраве е прва, да, еве. Мене ми се угаси, не можам да видам. Ќе го закачиш. На јасен, таа првата убавата Ја што видов, ја беше видов. од доле, Таа е- Од горе после имаш Да. уште. си отидовме со здраве, он си го одбра, таков и таков јасен, ја ги знаевме мерките И он ти чиракуваше за негова маса? и он си помагаше, он си е дел од неговата маса. Браво. Сосем од почеток до крај. Разликата со оваа маса беше што наместо да купиш дупло повеќе дрва од што треба, ние тачно си знаевме, он исто тогаш што туку се вселуваше у нов стан, сакаа трапезарија, си знаеа просторот колку има и си ги знаеше димензиите. Топ. И со многу малце бафер можеш да си ги покриеш материјалите. Си знае дека масата ќе му биде, Не скита. не знам, 80 на метар и 40. Толку и толку ќе ми треба површина, 4 ногарки, ги знам талпите се толкави, окей, ми треба тачно 4 талпи. И идеш си ги купуваш. И ќе ти стигне тачно, ќе фрлиш 5 сантима ќе фрлиш, сакаш, наместо да идеш на оглас да купиш кубик, Да. за да фрлиш пола у ѓубре. Тоа беше разликата. И он отиде, си го одбра, си го донесовме, глад одеше све, нити треба раф кац да му правиш како што беше таплата, директ на брихтер, зум си помина, се измазни, на стегите, Да. се направи плочата, се измазни, интересна геометрија на X од доле како потпора ногарките, малце подагол беа и они. И тоа не мрда. Не мрда. Па предобро. Преак дел од животот. Си покри здраве материјали, си помогна у изработка. Фер. За него после направивме и кофи тейбл, па и комодата, мислам, и таа беше него. За вакво за Телевизор комодата, да. И тоа е тоа. И колкав период од животот е ова? 9, 10, 11? 6-7 години. Што 2017 ти беа подпишани овие. 2017 подпишаното, што значи тоа ми е више втора или трета година. Аха, 14-15, тамо си фатил. Чекај бе, па сега ќе ти кажам, че Елина е 8, ние се селивме пред тоа 2015, 14, 15, 16, 17, 18 5. и така, мислам дека веќе 19. 9, Пред корона го отканта. да. Викендицата ја земав 19. Негде 18, 19 више или 19, да. 14 до 19, 5 години. Па добро, не е малку. 5 години Уште траеше. 5 ти требале. Тебе ти се изгаси, ама интересна прича е, само за да дзиднеш на која мислам, ама ќе ти текне. Оваа има интересна приказна, оваа маса. Аха, добро, како овој стилов јапонец. Да, оваа е 2 и нешто метра долга, на метар широка и ова е дап. Ама интересното е што ме контактираше клиент на Facebook и ми рече имам од сентиментална вредност
наследство на талпи од ДАП. Од некој си дедо, од Што, не знам бе? каде. И дремат, вика, 30-40 години у двор. И негде у Ѓорче, ама ги донеле не знам од каде, дали па беше прилеп или не знам каде, како тој стариот толку знаел дека е тоа вредно што го оставил како наследство. И Има. тоа рекол да се искористи за мебел. Не да се Чувал- продават. И изгледа негов бил дабот, некој огромен даб бил негов и он го сечал, го правил и ги оставил талпите такви да се сушат. Има. И ме контактира и ми вика, значи сакам, имам многу даб, да доеш да го видиш и ти да ми кажеш што све ќе може да се направи, а ние, да се искористи цел. а ние градиме куќа. Види, мери, кажи ми, маси, комоди, троси, што све може. И отидов ја на лице место. На граница бев да прифаќам, затоа што имаше аргатење. Не беа баш. Значи, него му вреди, убави беа дебели, ама тоа испокривено, исподшворосано, Има работа. тешко, огромно. Ама беше млад дечко, Аха. студент, накај дипломирање или нешто така, и сам си ја правеше кукичката. И некако многу ми напри желба на него да му завршам работа. Дека Да му учиниш. мајка му таму, татко му таму, никој не се ни нафати со мене муабет да прави. Све он бркаше, он се интересираше, он ми раскажува за мене, вака сакам. И му викам, оке, ајде. Па беше цел проект да се донесат тие од кај него, до кај мене талпите. И имаше доволно за огромна комода, значи збориме 3 нешто метра комода за телевизија, за телевизор со вакви со вратички, значи не отворена, и за огромна трапезариска. Па браво. И таа трапезариска плочата беше 80 кила, Ту, бре. и овие уште тешки се некои овие, мајко ми. 40, преку 100 и нешто кила беше масата. Знаев дека ќе морам да ја правам во компоненти, значи да ги донесам ја на лице место, И да ја посебно слопиш кај плоча, него. после и на истиот Што механизам. 200 кила маса. Да, значи. и на истиот механизам со една спојувачка даска да ги стегне Така. огарките кои што исто се плоча. И кога се намести таму и ја му реков, викам, ако се Пациент. монтира, одбери кај ќе ја ставаш и нема мрдање. Па реално. Ама знаеш како, а уште недограден просторот, му викам, слушај, овој ваков Става и мебел, околу ова ќе одиш. браво. Ваков мебел се нарачува, Centerpiece. го ставаш и сега дизајнираш и градиш околу. Ти може да го градиш околу главниот играч. И тој ми беше еден од последните проекти. Дури и чиракот беше дел, да. Тие беа последни. Знам дека чиракот ми заврши со вратичките, ми ги монтираше он на комодата и тоа изгледа беше последно. Така што Па, мерак ми е убаво, како за убав заврши. задњи, да, Мерак па, ми е топ. како заврши. Па браво, топ. Па ете, одлично, гледаш? Да. Те вративме у Memory Lane. Зашто да снимиме? Како пренеобично е, како зашто? Фала. Фала што ме врати на приказнава. Фала ти беше раскажа. Немам такво да ми фали, не ми е криво што сум прекинал. Ама имаш убави спомен. Имам преубави спомени, ама сепак па имам чат пат флешови ми се случуваат на некаква си таква идеализирана пензионерска слика Даниел Дей Луис. у некои пензионерски денови, како сепак си чепкам и си работам затоа што си ги имам вештините, дека ќе си правам, Ки си правиш клацкалка, е ти животен проект. дека не ми е нешто многу конкретно, ама има така на моменти ќе ми се наврати тоа чувство на така некоја Ти исполнителност. се оштри мечот. И така си кажувам дека не е завршена приказната. Некогаш ќе си имам негде кај што ќе си живеам, па ќе си имам некое работилниче, А да, бе. и па ќе си работам ја нешто,
ама back to basics. Ќе биде уште поспоро, За внуци, за овој, за ќе оној. си зимам премиум ламберче, ќе си го И од финиширам на рака, помалецки проектчиња, не ми треба индустријски машини, ништо, дали за внуче, дали за пријатели, дали ќе го направам, па ќе осликам, па Нека седи. нека седи, нека го купува некој, ама нарачки нема примам. Да бе, јасно. Тој дел од бизнисот ме утепа. Тој сигурно е завршен. Тој дел од бизнисот која почна оноа македонското му се свиѓа што гледа, ама не знае што сака, и кога ќе му А може кажеш ли вака? материјалите само колку коштаат, па ја мислев 200 евра, а ти му кажеш 2000. Брат, Масив. ја... И знаеш ко со подкастов на почеток треба да едуцираш прво, да си ја едуцираш клиентелата. И ја тоа правев, ја едуцирав клиентела. Па добро. Ама, Си го грчал патот. да, и тој дел почти, и пише, и после па почнаа да ми нарачуваат секој, скоро секој, ми нарачува трпезариска, ама железни ногарки. Ама не икам железни ногари. Зашто бе, што има врска? Што ти менја, тебе ја ги ќе ти плата? да, што ти менја? Ја ќе ги купам ја ногарките, ти само за штрафи ги. Ој на Пикасо каже му што ти нацртавате. Не можеш така. Немој мерак. Да, Неки. тој елемент на столаријата, Да бе, бизнес Не беше аспектот, да доволно- испуниш тоа што сака клиентот. да, Ти сега мојата да правиш идеална ти што верзија сакаш. беше, јас сакам да направам ја што сакам, Иако сака да па вие купи. сега купувајте го. Да. Ама ова више Па стана. тоа ти е добар планот за пензија. Да, да. Така, ако биде нека, така ќе биде. Епизодова прво материјал ќе ти биде. Да. Така да, луѓе, не нарачувајте. Ово се што испогледавте слики, не знам дали некој прави се уште, ја не правам, не ме прашувајте, ве молам, не знам, стварно не знам. Единствено што ги знам, бесплатна реклама за Mono Zero. Може ќе ви направи скрос од дрво, може сакате железни ногарки, слободно идете Mono Zero. Солидни се луѓето, има и он убава приказна, Да. high quality стварно, значи ја немам ништо, значи врв е човекот, само тикам личен преференс ми е Апсолутно. мене со железните ногарки. А сигурно и он има цели дрва, он има огромна бизнисиште. Како не бе, па ти познати се многу. Така што освен Mono Zero друго не знам, не прашувајте, не нарачувајте. Тој чиракот не знам кој. Чиракот знам кој е, ама го немам прашано дали сака да го кажам. Добро е, ако Не. гледа епизода, ако ти пише, Да. добро. И тој е добра епизода, ако се. Да видиме неговиот пат кај продолжи. Не знам, ти кажам, Мич, години се поминати и дали се уште прави. Е, тоа друго ше. Да, Ако појма излева од немам. бизнисот. После некој време дознав дека се префрлил дома. Значи не бил веќе под кирија во работилницата, него он имал куќа негде и во гаражата на куќата нешто така си направил. Тоа дознав последно. Да е жив и здрав. Да е жив и здрав, да. Добро, дечки. Фала. Така. Дознав Одлично. све што сакаше. Да, и повише. Океј. One down, million to go. Until next time. Ај, чао. Чао, чао. БК15 кај братот Апарел, си имате 15% со нашиот код. Да се зачлените на нешто што ние во иднина ќе го нарекуваме Education Club. Што значи дека Book Club епизодите официјално се префрлаат преку овој платен зид и ќе имаме екстра додатни едукативни епизоди. Знаеме дека вие секако сакате да не поддржите и онака, ама ние мораме и нешто плюс додадена вредност да пружиме за оваа опција. Кој ќе чини 300 денари месечно. Ви благодариме на сите што се зачленивте и што не поддржувате.